На наша тема е проектот Незапирливи. Многу интересен проект кој што се спроведува за цел да ги инспирира младите луѓе. Александар, секој човек може да биде некаква и незапирлив, но и инспирација. И секој човек се наоѓа понекогаш во услови да биде запрен со сите свои идеи и реализација на своји ништа кои што ги има. Затоа е секогаш добро кога особено познатите личности ќе понудат некакви насоки за тоа што минале низ тој пат и како да бидат просто децата, најмладите на вистинскиот пат да си ги реализираат со нешто. Па токму затоа и постојат вакви проекти кои што не воодушевуваат, а сакаме да ги презентираме пред пошироката јавност, па на кој начин тоа се прави, ќе видите во продолжение. Во рамки на проектот Патот кон успехот, организацијата Незапирливи приреди дводневна работилница во Скопје, во Домот на културата Билјана Беличанец во Скопска Кисела Вода. Настанот обедини бројни артисти и јавни личности, помеѓу кои и Игор Џамбазов и останати звучни имиња од музичкиот и актерскиот свет, кои пред полната сала дечиња зборуваа за своите животни искуства, предизвиците и патот до успехот. Целта на проектот, како што истакнуваат организаторите, е децата да се запознаат со процесот на создавање на професиите, односно со вистинскиот пат кој води до успех. Па видите, во разговор со стручните служби по училиштата свативме дека децата кога ги гледаат професиите, го гледаат крајниот производ, ги гледаат звездите, го гледаат она што они го достигнале, меѓутоа никој не знае кој е патот за да се стигне до таму. Патот е тежок, исполнет со предизвици. Токму тоа ни беше идејата и поидовната точка да го направиме овој настан, да повикаме иминентни личности од нашето музичко и актерско небо, кои што ќе им представат на децата што значи да си звезда, што значи да се стигне до славата, кој е патот, кои се предизвиците, кои се пречките до сето тоа, меѓутоа дека и славата е едноставно колку е убава таа и товар. Преку средби со еминентни личности од музичкото и актерско небо, учениците од 7 основни училишта во Кисела Вода имаа прилика да научат дека талентот, трудот и истрајноста се клучните вредности на секој успех. Согласно нашата методологија на Незапирливи, се почнува од позитивната емоција. Од тука сакаме да се спојат они, да добијат смисла, да добијат некои увиди со цел да се покренат нивните искри да тргнат по патот на својот успех. Секој дете си има свој талент, секој дете си има свој мотив. Кога ќе добие позитивни импресии, позитивни чувства, меѓутоа и кога ќе знае дека со упорност и работа може да се стигне до успехот, тоа е целта која што ние сакаме да ја постигнеме со оваа работилница и со следните. Игор Џамбазов, кој беше првиот говорник на настанот, се обрати на најмладите, со порака дека денешното детство е многу поинакво, исполнето со технологија и општествен притисок да се биде најдобар, поради што децата често знаат да тргнат по погрешен пат. Во едно вакво турбулентно општество, на почетокот на 21. век, кога многу работи на планетава Земја се менуваат, некои луѓе како да ги забораваат децата, како да тие не биле деца никогаш. Еве тука сум во својство на човек што имал едно преубаво детство, кој им го посакувам на сите други деца, и еден човек кој од своето детство се до денес останал дете. Јас сум сепак во душата едно обично дете и тоа го покажувам секојдневно на сцената и во комуникација со моите пријатели. Па ете ме повикаа како човек кој би можел да им објасни дека во животот можеби ќе се случат и непредвидливи работи, но дека треба да се бориш со тоа, да истраеш во животот, да успееш, дека постојат падови, качувања нагоре, надоле, дека треба да се слушаат родителите, учителките, да не им се верува многу на социјалните мрежи. Ние поминавме едно детство во кое игравме жмурки, камај, ластик, девојките, така натаму. Одењето во природа ни беше забава, играњето фудбал, кошарка. Ова се некои нови други генерации. И ете, можеби јас сум од тоа време неверојатно за нив време во кое, замислите, немало интернет, како ние сме живееле. Ете да им кажам дека и без интернетот сме живееле многу добро. Тој ги охрабри да веруваат во себе и да го најдат својот вистински повик и цел, а таквите пораки ги сподели и пред нашата камера. Па мислам платформи како TikTok, тоа веројатно и на самите родители што им дозволуваат на децата да имаат TikTok, им е јасно кај се влези на нивните деца, но тоа е, знаете, направено е така, смислено е така, како вирус, едноставно
се закачува за тебе, ти за него и има деца што се самоубиваат заради тоа што некој им го одзема TikTokот. Но ајде да дојдеме на овие поприфатливите за нас, Instagram, Facebook. Кога ќе видам некој дете дека ми пишува, никогаш не одговора. Додека не сум сигурен дека неговите родители му дозволиле да има. Каква е таа комуникација на 62 годишен човек и 8 годишно дете? Не постои тука комуникација, освен ваква. Нели? И јас кога би одлучувал за нешто, на децата не би им давал мобилен телефон до 18 години. Мобилен телефон, а не Инстаграм и не знам какви апликации и платформи. Кога ќе наполниш 18 години, добиваш лична карта, стануваш свој човек и имаш право да одлучуваш за својот живот. До 18 години го немаш тоа право. Тоа го право имаат само твоите родители и евентуално некој од образовниот систем. Музичарот Давор Јордановски пак истакна дека ваквите работилници се исклучителна можност децата да се запознаат со тајните на занаетот, да разберат убавината на креативниот процес и да стекнат инспирација за сопствен развој. Ме потсеќа као на времето кога дзиркавме ние во просториите по старите како работеа и што работеа и гледавме да купиме некоја тајна од занатот. А вакви евенти тогаш и немаше од овој тип. Го поздравувам секако. Треба што почесто се случуваат, како што реков. Убаво е возрастните да делат своите искуства, да ги делат со помалите, да им го олеснат патот колку можат. Малите да слушаат, ние живееме да кажеме за да им е полесно и така. Дечињата кои беа дел од работилницата имаа можност да се дружат и со своите музички идоли од Двабона, како и актерската школа на Весна Петрушевска. Тие не го криеа своето воодушевување и среќа што имаат прилика да бидат дел од вакво креативно и инспиративно дружење, велат тие. Незапирливи ме викна на овој настан да учествувам и да свирам со мојот другар. И ова се надевам дека убаво ќе си поминеме, дека ќе биде интересно и дека убаво ќе свириме. Ово ми е втор пат со Незапирливи и од овој настан сакаме со мојот другар Лука да се покажеме на најдобро светло. Свирам веќе 6 години на тапани и сум настапувал во Enterprise. Прв пат сме ние тука и не повика од школа и ние доавме да видиме што се прави тука. Не повика само да бидеме гледачи од школата Кузма Шапкаев. Како оди дружбата со соучениците на вакви настани? Добро оди. Интересно. Да. Како интересно, на интернет или вака уживо? Во живо. Да. На крајот од дводневниот настан, децата и гостите ги споделија бројните позитивни искуства и доживувања кои на вистински начин го надополнуваат нивното секојдневие и животниот пат, охрабрувајќи ги да чекорат кон успехот со љубопитност, инспирација, но и здрави вредности.